Сега што ќе направиме од палентата? Малку младо, малку младо лукче ситно сецкано пропржено со путри, масло за јадење кристал. Ќе додадам внатре малку ситно сецкано прашче, малку ситно сецкано кромитче. Ќе пропржиме сето тоа убаво зеленчукот, малку блитва може да исецкаме ситно и на крајот ќе додадеме остатокот од цветот од карфилот. Со водичка убаво да издиста, нема да брзаме, потоа ќе додадеме од палентата, ќе направиме убави кнедлички и ќе ги сервираме кнедлите внатре полнети со овие виршли, или може и виршлите исто така да ги пропржиме, ама не ми се допаѓаат така кога ќе бидат пржени па варени, кога ќе се надуваат, ќе бидат циркуси. Ајде ќе видиме, може ќе ги потребиме внатре, а може и да ги додадеме на крајот. Виршлите ќе направиме кнедли, ќе ги ставиме во рена да ни се запечат малку, со малку кашкавалче одозгоре и ќе имаме одлично предјадење за денеска. Сега, десерт, бисквити и киви. Кивите се многу сочни, многу зелени, убави, цврсти, тропкаат. Можеме фудбал да играме со нив. Да. Меѓутоа господјата ќе ги излупи кивите. Ние ќе ги ставиме во блендер, ќе ги изблендираме и оставиме на страна со ванилин шеќер малку. Малку ќе додадеме сок од лимон. Потоа ќе изматиме сладка павлака, ќе ги додадеме кивите внатре. Остатокот од кивите, 2 киви ќе ги сецкаме ситно на куцкички и ќе направиме нова тортичка со бисквитите. Тоа ќе биде нашата денешна брза кујна. Ништо не може да ги изненади шефовите. Хајде да видиме дали овие смислени идеи ќе ги реализираат за 20 минути денес во тимот на пиперките шеф Бобан и неговата асистентка Цвета. Сега наред е тимот на доматите. Шеф Никола е подготвен да ја пречека неговата денешна асистентка, па да види што таму ќе треба да сработат во следните 20 минути. Ја поканувам сите заедно да си ја запознаеме госпоѓа Благица, асистентка во тимот на доматите. Па како сте ми добро расположена, Благица, добро ми дојдовте. Тешка ли е турбата, оставете ја одма. Дајте ми ја мене да не ми тежи. Ете така. А вие поздравите се. Фантастично. Господје, добре дојдовте во брза кујна. Одлично изгледате, расположени. Повелете кај шеф Никола, ве очекува. Си кај мене, мамо, да ме засладиме со едно убаво локумче. Така е, мадам. Повелете. Не зиркам, не зиркам. Па јас смеам, ако велете. Вие го пробавте, имате пробано вако локумче? Не. На Цвета многу и се допадна. Ајде да видиме. Дайте ми го хартипчето. Да видиме сега што ќе каже и Благица. Секојаш свежи, секојаш таза, да. Па каква енергија се ќе ви даде убава за готвење? Не му давам на шеф Никола, затоа што ако јаде локумче за 10 минути ќе заврши. Вака да имаме работа 20 минути. Ајде да видиме. Што испазаривте, господја? Вадете од намирниците? Ајде. Што имаме? Кори имаме за пита, за баклава. Фантастично. Ови две грейпфрут. Така, грейпфрута. Ајде, цитрони. Имаме брокула. Потоа имаме крајински колбас. Ајде. Наполитанки. Наполитанки и месо. И мелено месо. Да. Убави намирници имаме. Па убави. Да, ми се допаѓаат. Браво, господи. Браво. Ја ќе почнам вака са. Кај да почнам? Не видим месо колку има? 500 грама, добро. Десерт. Десерт ќе направиме еден печен колач од кори. Значи корите ќе ни бидат база. Ставиме во едно мало тепцијче корички од оздола, а внатре ќе го наполниме со еден крем од блендирани наполитанки, сок од цитрон, ставиме јајце, малку пециво внатре и млеко, се тоа ќе го изблендираме, ќе наполниме и одозгоре ќе покриеме со кори, масло за јадење и ќе отиде во рерна. И направиме така како една убава штрудла, полната со наполитанки, овие да не дојдат директно на оган за да не изгорат, затоа ќе бидат внатре стаени. Но корите ќе ги искористиме и за едно убаво предјадење. Тоа предјадење убаво ќе биде една пита, но како гибаница ќе направиме гужвана. Ќе додадеме внатре, значи ќе ставиме кори, па ќе попрскаме од една смеса со јајца, павлака, внатре пециво, убави зачини. Меленото месо кратко ќе го пропржиме со колбасот, ќе го додадеме внатре и тоа ќе го редиме се дека имаме смеса и дека имаме кори и дека имаме мелено месо. Така подготвено масло за јадење и киде во рена да ни се пече. Но ќе треба и главно јадење да направиме, а главното јадење ќе биде од остатокот од меленото месо
Убаво ќе преработим и сакам да направам 1 или 2 ролати, убави од мелено месо, полнети внатре со крански колбас и гарнирани со брокула од страна. Мислам дека ќе имаме одлична трпеза денес. Може, мадам? Може. Тоа е тоа. Чим господјата ми дава подршка, идеме. Да, одиме во следните 20 минути да видиме како сето тоа ќе изгледа на крајот на трпезата, подготвено од страна на шеф Никола и неговата денешна асистентка Благица. Двата тима ги споделија своите идеи. Имате ли нешто што едва чекате да видите како ќе изгледа? Почекајте, за 20 минути очекуваме се да биде на трпезата, а 20 минути започнуваат. 3, 2, 1, сега. Ајде, Стефан, 20 минути течат. Стефан ни одбројува тука, само да ви кажам, тој е одговорен за времето. Стефанче, душиче, Стефанче. Стефан внимава да не часовникот подоцна почне да подбројува. Да. Шеф Боби, Добри, знаеш Сања. дека имаш многу убави реакции за свинското филе денес што ќе го подготвуваш? Да. Веќе стигнуваат коментари на Facebook. Да? Да. Кога почнаа да коментираат? Си има луѓе кои што седат и пишуваат на Facebook зашто не го ставиш свинското филе во фолија, например, некогаш, зашто не го направиш вака. Како сте ни, господијат? Супер. Цвета. Супер, да. Да. Супер. Расположени за во брза кујна. Да. Да. Ајде малку сега, вие нас не познавате и не гледате речиси секој ден. Да, така, Па сега така. вие да ни се представите, да ни кажете од каде сте. Јас сум Цвета Стојанова од Скопје. Од Скопје. Да. Пензионерка. Пензионерка, да. Имам 2 прекрасни сина, и 2 прекрасни снаи и 2 прекрасни внучиња. Нека ви се сите живи и здрави. Како се викаат внучињата, ете нив да ги поздравиме. Дарко и Ивона. Дарко и Ивона. Нека се живи и здрави. Да, вашата гордост. Да, гордоста на баба е најголема. Најголема, Да, секако. Се одлучивте денеска со вашата пријателка да ни дојдете во брза кујна? Да, така. Да. Ставите се ги тука на страна, па потоа шеф Боби ќе ги... Па не ли? Сања, епа, гледачите, Гледачите како сакаат? како сакаат гледачите, така. Ајде да видиме што велат твоите гледачи. А како... Ти спомнуваш желби? По зошто да не? Ти златна рибка да не си? Бе, Сања. Уште 2 желби имаат гледачите Што е денеска. сега? Да смееш, не знам. За вие 20 минути може ќе ти сменат уште нешто. Така бе, Сања, нека се само среќни гледачите. Така си е шеф Боби. А шеф Боби е секогаш расположен да ги исполни желбите. Вие исполнувате ли желби дома? Баба направи ова? Да, баба направи ова и ги вика доаѓајте, ама големи се моите внуци. Големи се? Да. Да. Внукот со девојката си живеат посебно. Доаѓате со девојката? Ви со девојката, си Браво. пекам пои. Така, значи За вие... празници, за родендини, за... Тука се, да ме посетат. Тука е, кога има кој да се јави, да ме праша како сте, да дојде, да ме посети. Прекрасни се. Така и. Да им кажам, најдобри се на свет, моите внуци. Да. А сите баби така си велат. Сите, па и сите внуци се најдобри. Нема Да, внук така. што не е добар или Да, внука што така, не е така, добра. така. Сите да се живи и здрави, сите да ги радуваат бабите, дедовците и сите. Значи сега и прас. И прас, Сања, ќе додадеме внатре, И ќе младо направиме кромиче, и кромиче, и прас. и Ајде. лупче. Што се случува? Дали вие добивте некои коментари од гледачите? Не бе, Сања, го отварам корите и внатре брашно. Пау. Како во пекара да работиш? Да. Види, гледаш, од кај ми е брашното, не сум фаќал брат. Дај да видам, господја, што се случува таму во тоа. Ја вака земам еден калап сега тука. О, одличен крем. Тоа е тоа, Чекай, браво. сега ова е за десерта? Ова е за десерт. Гледа вака ќе стуткам кори од страна. Тука, Благица, вака ќе го ставиме ова тука. Ето, има место. Да. Сега оди затреси таму, молим те. Вака. Па потоа зимаме Тука са. малку и лажица треба. Што се залепило? Не, да се разбие малце месото Браво, бе, мене. Сања. Благица, Молам. која од вас беше денеска одговорна што сте тука? Јас. Вие ли? Сања, ти знаеш ли најдобро масло за јадење кое е во држава? Знам. И тоа 100 години. Ту 101 повеќе. година. Кристал. Не, тоа, дај ми малце од тоа кристалното. Тука е, го. Вака. И вака. Ке се поводат никогаш вакви кори брашнави? Ама ако барем не се залепени. Ставаме масло. И ова го пикам во рено да се пече. Со овој тањер ке се испече? Добре.
Ајде сега вие малку за вас нешто да ни Сега кажете. еве тава, ако го зборите Да. се вие. Од Скопје сте и вие пензионерка. Да, пензионерка сум, мајка, баба, сопруга и внучиња имам 4 и едно пара внучи. И пара внуча, па нека ми се сите живи и здрави. Ти ги поздравиме ли сега? Да. Ти ми спратиме Сите. бакнежи на До сите. сите. Да. Вашата гордост секако. Да. Имате време за вас? Се наоѓа. Се наоѓа? Сега ме откачија више. Како да така ме откачија? Готово, сите се Порасна возрастни. Па да, ма добро е, па доаѓаат правнучиња. Да. Ке добро. сакаат и тие кај вас на гости да Идат, Да. ама на гости некако порано. На чување. Да. Добро, ама подобро и за вас така. Па така. Да си имате и вие време за вас. Да, да. Со дедото. Госпоѓа, може таа брокулата да не ја отворите? Може. Ќе ги изчистиме цветчињата од узгора. Чекай сега, зашто ни оваа смеса? Сега. Почекаве малце весање, многу ме брзашти. Ќе биде комбинација? Да, вресање. Ево, ако имаме тука кисела павлака, 2 јајца, малку пециво и еленка зачин. Посипуваме, Добро. потоа посипуваме од Ќе ми е смесата. Да, може. Од смесата од мелено месо, крански колбас, малце ставив кетчап сега на крај зачини. Ево вака. Потоа идеме масло за јадење. И тоа го повторуваме со дека имаме корија, немаме уште многу. И смеса и ставаме тоа во редна се да не се пече, ќе биде брзо пошто измеѓу корите имаме доволно Да. простор и воздух. Ево вака, гледате што ќе направам. Ова го ставам вака. Сипам малце од оваа смеса. Ставам месото, пак смесата и така од озгора ќе ни остане празно и ќе биде многу интересно и ќе биде многу вкусно. Значи колача и преди јадењето подготвени за 6 минути. Не бре. Да. Сериозно Ни си? остануваат, да, 14 минути за сето ова Ова иде во рерна. да се пече. И масло. Супер. И масло на крај и може во рерна на печење. Шеф Боби, што вака кремасто изгледа тука? Рашче, кромиче, лукче пропржено, виршли ситно сецкани, сенф, кисела павлака и малку доматен сос. Сето убаво нека искрчка. Зашто ни е ова? И па за свинското филе, Сања? Е, па не знам, тоа смената е рецептата. Да. Јас не ја Рецептата прочитав. е сменета. Да. Е, вака кашкавалче, 2 коцки, 2 парчиња. Ајде да видиме. Тука ќе додадеме водичка, карфилот нека динста, заедно со кромиччето, со прашчето. Сега Мешан мене нешто зачин. не ми е многу јасно тука што се случува, ама ајде, ќе ми се разјасни. Тоа е сега веројатно. нејасно, ајде кажи. Зошто ми е хартијата тука? Е, па, како ми кажа ти? Како ти кажат ја? За Да биде гледачите? свинското филе за гледачите? Во фолија. Ете, така ќе направиме. Браво. Ќе Овој видим. пат во хартија. Затоа што фолија домаќинката Не купила. не купила. И се Е, потрошила. вака. Па се случува нели некогаш нешто да недостасува Да, дома. така, Менувате вие тогаш? Да. На шеф Боби му ги менуваме идеите, го тестираме И тука да видиме. хартијата ќе заврши работа. Среќа што шеф Боби е спремен вака, па може да... Да изненади, никој не може да го изненади. Како го направи ова? А? Света, гледате ли ви? Да, Ви интересно. се верува ли како вака? Еве во брзо работи? фолија. верува, секој Еве ден за гледа. гледачите. Ете. И кашкавалче од озгора и оди тоа во рерна. Имаме време се убаво да Ајде, се нека видат запече. само срекни гледачите, Сања. Нека Ние се ќе видиме срекни. уште посрекни. Да. Што и рековте сега на следно- Благица кога ве покани за во брза кој? Се мислевте ли? Не се мисли како. Како мислење? Така одамна понуда се спремаме, Аха, одамна. Да. Како се подготвувате? Си викате дали да вежбаме дома нешто? Да. Не, вие сте одлични домакинки. Да, така. Да. Се менува низ годините кујната и она што се сервира на масата и вие менувате секако дел од јадењата? Менувам, да. За секој празник, за секоја слава ја сакам нешто ново да принесам Да таму. ги изненадите. Да ги изненадам, да. Но секогаш тука се најубавите јадења на баба, па Да. питите. Питите, пити обавезно. Да. Месо не сака, само питите, тоа. Различни пити јас правам секакви. Со домашни кори, Со вие домашни. сукате, тегнете? Да, со домашни кори си Браво. сукам. Сукате. Да.
И сигурна сум дека сите имаат различна желба. Пита со сирење, пита со зелка, Пита со месо. со месо. Внуците, пита со месо. Нека има, да. Убаво е тоа кога среќниците покрај трпезата се собираат и рапа лентат. Во сето оно што претходно го ставише Боби да го пропржи со вода. Свари, кромиче, прас. Кромиче, прас, лукче, додадов внатре карфил. Оставив убаво да обари малку буковиц, мешам за чинеленка. Тука виршла нема. Утер, сега виршлата ќе ја додам На крај. Одлично. Какви се овие форми? Форма банана е тоа, ако не знаеш. Или колбас. Ајде. Крајински колбас во една преубава смеса која што ја направи фон мелено месо. Убаво затвараме од сите страни, притискаме. Да ви вдојава од гледачите. И ти ли? Да, ролат. Никола направи ролат од меленото. Еве Никола ќе направи ролат. Да, ќе ви ги исклучил социјалните мрежи тука. Од утре мобилните телефони на страна. Нема проблем. Па не ли се проблем малку мобилните телефони? Мислите вие дека се проблем? Како не? Вие ги карате ли внуците сите? Ма и ние се И заразивме. вие се заразивте, имате Фейсбук? Да, Да? Споделувате ли рецепти? да. Да? Што најчесто следите вие на социјалните мрежи? Па, има и плетење, рецепти, све има, знаеш. Вие плетете? Да. Да? Што ете сакате најмногу да плетете? Па ние сме, мислам, јас сум волонтер во Црвен крст. Имаме работилница за плетење. И се собирате таму? Да, и цвета е за сликање, мислам, сликаме цвет, овако. Црта слика? Црта. Да, браво. Да. Сега моментално петлиња, корпички за Велик ден плетеме. Така. Цветови. Све оно што Ова за се на бара од врата, вас. венчиња, да. Да, браво. А има ли желба од младите да научат да плетат? Има, ама не само таму пензионери. А вие сте сме. само таму пензионери? Да, иначе има. Да. Одиме по школи, така ги учиме децата некогаш. Браво, баш убаво. Така си го исполнувате и вие времето и Да, се да. чувствувате вие убаво. Така. А ве смирува ли плетењето? Да, да. Си броите кога плетате? Па да. Мора да се брои. Ако не броиш, Сања отиде возот. Некогаш не мора, зависи од плетката. Ако ве прекине некој во сред броење, што правиме тогаш? Ништо и оне. И та брои, ја бројам. Ја ако треба да бројам, знаете како бројам. Мавке не би да Замисли работи. како ќе изгледа плетилото, шеф. Не, никако. Со чингелака ти ќе плетеш. Чиком, да. Чингелака ќе плетеш. Со чингелака. Не. Па еве дама да ги ти обясни што Со е. една игла. А таму нема броење? Има како Има, таму Само ако ја највише. сгрешиш, мавке е работа. Не, јас ќе седам кај цвета, таа црта, ја ќе си цртам, таму нема броење. Пак во фолија ти нешто. И па за гледачите, нели? Денеска себе некако како ролат и на шеф Никола и кај тебе, шеф Боби. Браво. Ролати на сите страни имаме денес, света. Боби, дали ова доволно? Доволно е, господја, може да се Може да исклучи. се исклучи. Сега кога се исклучи миксерот. Додај ги бисквитите во блендер, еве. Добро. И како ми даде задача, Сања? Ајде, не збори многу. Ова како се вади Сања? Вака тука ќе притиснете надоле. А, на тоа. Да. Ау, па немам сила ја. Дајте. Ете и ова палетна малку. Да, така. Може ова. Ставите ги вие во чешма. Јас си вака добив ги задача. прави, вака. Дома така, ама и внучињата кои биле мали, Да, и па ги лижат после. па ги виш. А и некои големи внуци, ако се поминат у кујна, знаат тоа да го направат. Ама дома. Тука не е убаво. Ше Боби, не де Боже, ја да сум ти асистент. Ке се убијам одма. Гледай колку сум спора. Сите бисквити? Па сите, Сања, да. Добре, еве сите. Ајде. Цвета, вие сте цртале. Да, цртање. Да, тоа како од секогаш ја сакате таа уметност? Да, од секогаш. Јас со вас кога си дојдам да цртам, не можам да плетам, таму многу се броело ми кажа. Мислам дека е доволно. Супер. Ајде, Готово. сега да видиме до кај сме со колачот. До нигде.
Се е спремно. Мајко, 6 минути до крај. 6 минути. Ајде да видиме сега. Еве вака. И што најмногу цртате вие? Природа, навеќе природа, цвеќиња. Цвета цртја. Цвета црта цвеќиња. Ајде. Како Цветин со цвеќињата. Да, И си го поздравиме Цветин сега ако не гледа тој неговите Да, цвеќиња. да, доаѓа кај нас. Доаѓа Цветин. Ајде, господјо. Да. Ајде. Повторно да блендираме? Уште еднаш, да. Ајде. Вака природа. Така да. Ке се погоди, сега го погодиме дупчето, само да не скараше Боби Сања, многу снемо можеш ли? спори. Па не знам бе Боби, нешто денеска денот не ми гледаш. Чеки, јас. Ај, Дај. ај ти. Не било да денат? Додаваш ли желе? Раката била. Доаѓам карамел малку додавам. Аха, супер. Ете така. Мешање тука, господјо. Па вие ја исчистите светната кујната, Благица. Па што да прави тоа? Како да не се работело тука? Зе? Ролати денеска, двата тима во натурен ролати стигаа, нарачки за ролат во пиперките, нарачка за ролат во доматите. Имаме варирана? За реално имаме десерт и главно јадење сања. Ама некако како... Питам. Аха. Не, супер си, супер го Супер видов си, да, да, да. одлично. Го зирнав сега пред ма. Правам еден сос тука за десертот. Прво направив карамел од шекерот, со малку путер се скарамелизира и го сипавме сокот од цитрон. Внатре и малку вода. И добивме еден многу убав Ти карамел. имаше цитрон денеска? Да, бре, сајн. Не бе душиче. Заборавив. Добро, бе, па се тоа е, се случува. Затоа не плетеш ти. Ајде. Ето. Види како убаво со самчето што го додававме у смесата, види како убаво си се подпекува, уште малце овие на тивко сега ќе ги стапаме ли? запечам. Па се надева? Нормално. Да. Дали уште веќе чиконг? Да, да. И ви одговара тоа? Ве смирува? Да. Да? Колку пати неделно? 2 пати. 2 пати. Вторник и петок. Вторник и петок. И независно од временските услови, од се не пропуштате час? Добро, ако врне, не, у парку А, во одиме. парк не отворено. Ако врне. Дали има доволен број на пензионери кои што доаѓаат? Полно се. Полно е. Да, браво. После Чиконг. часовите, дали се шетате, уживате, пиете кафе заедно? Да, како не, како не. Јас замислам ние кога ќе бидеме во пензија, шеф Никола. Ке се вежбаме чиконг. Пешачиме, пешачиме. Па, по Браво. патеките. Сега шеф Никола нешто ни се развежба, нешто во последно време, ама не верувам дека ќе биде пензионер ќе може во теретана. Зашто да не? Не бе, тогаш Тоа не чиконг. постои години за многу работи, бе, Не сања. постои да знаеш, јас знам една господја која што има околу 80 години и оди во теретана. Е, па гледаш, зашто така за мене викаш дека не може да идам? Ама мислам дека ќе смениш до тогаш. Ќе сакаш со мене и со Боби да идеш, Боби таму ќе не засмејува. Ова исто. Да. Не, тоа не. И вие одите на чиконг исто? Одев, ама сега не одам, многу ми е далеко. Далеко ви е. Аха, не научивте од вежбите дома да си правите сама? Па не научив. Не. Боби ти ќе одиш Имам на јас чиконг? Домаќин. Што Кој е ќе тоа, одиме во Сања? пензија? Што е тоа? Па вежбање Во во парк. парк. Може. Во парк вежбаме оди. Уште тоа не сум го... Не си подобро. Може Благица да ти покаже ако сакаш како изгледа чиконг и да повежбаш малку. Да, Тоа што она е ги нека знае, вештина, сите Сања? вежби. Да. Вештина. Јапонска беше, така? Енергија. За енергија. Боби има енергија, немојте да му давате вежби за За енергија. продавање. Ке летне после тука. Не. Боби има доволна енергија сега за сега, а имаат и време да реализираат се до крајот на денешната брза кујна. Затоа нашите денешни асистентки изгледаат така одлично, си посветуваат време самите на себе си. А за до крајот на денешната брза кујна имаат уште 2 минути да ја постават трапезата. Ајде. Цвета и Благица, виното, приборот, салфетките, подготвените јадења. И секако да си ја задржите и понатаму убавата енергија. Еве го виното тука. Задоволни се шефовите од она што денес го подготвија. Одлично изгледаат сите овие ролати кои што се подготвуваат по барање на гледачите на брза кујна. Супер. Можете и приборот и салфетките да ги ставите Цвета. Сега ќе почекате се шеф Никола да подготви. Јас сега полека све ќе вадам. А вие стоите си уживајте. Како се релаксирајте се. Да. Така ли? Релакс. Да.
Твоите гледачи шеф Боби денес со убавите нивни желби. Еве го колачот печен. Ставете го од долот внимателно. Многу убаво изгледа. Кетчуп малку. Малку кетчуп. Ајде. Имаме време, сето тоа убаво да го сервираме. Ке каснеш или? Сега ќе ставам тука. Да. Знаеш дека си сакам кисели криставички многу. Очекуваме да видиме како се изгледа на крајот. Имаат време шефовите. Гибаница една. Треба да биде многу сочна, а и таква е. Браво, шеф Никола. Ептен. Браво. Рерната ни е празна, остануваат последните секунди до крај. Имаме шеф Никола 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Така е кога исполнуваат желби. Сакаат да бидат на висина на задачата, а и такви се. Секој работен ден реализираат неверојатно добро се она што ќе го замислат и тие и оние кои што им ги даваат идеите. Драги мои, сега ќе направиме една кратка пауза. Потоа ве чекаме покрај трпезата. Бидете со нас. Одлична трпеза имаме како резултат на убавата и позитивна работна атмосфера во претходните 20 минути. Нашите шефови, инспирирани веројатно и од убавата енергија и на асистентките и од она што знаат дека вие го очекувате и го барате од нив, направија неколку интересни јадења. Благица, насмевката не се симнува од вашето лице. Задоволни сте? Да, е претерано убаво. Убаво поминавте? Да. Да. Убаво исполнат ден денеска, како гости тука во Брза Кујна? Ептен. Ви благодарам што ни дојдовте. Да, задоволството е наше. Цвета? Прекрасна дружба. Пред се дружба, така е господи. Да. Дружба со шефовите, како се вика шефовите? Боби. Со Боби и со Со Никола, да, имате Малку се едни. збунив. Да, нема проблем, имате убави идеи. Рековте, веднаш ќе пробате од дома, поготово од палентата. Талентото, па за уште вечер, денеска ќе ја направам. Да, ете, ќе се очекува. За вечера. Ама не сте ја пробале? Не сте ја Сега пробале? ќе ја пробам. Ајде, ајде, шеф Боби. Како што кажавме на самиот почеток, направивме убаво запечена палента. Најпрво што направивме во едно тенџерче, ставивме путер и масло за јадење кристал, лукче ситно сецкано, перца, додадовме исто така прашче малку кромиче, сето тоа убаво го запрживме, додадовме цветот од карфиолот кој што го имавме исто ситно сецкан. Сето тоа го ставивме убаво да ни се пробржи, на крајот додадовме вода, додадовме мешан зачин, еленка, бибер, сол и малку оригано. Сето тоа убаво го изнистравме и да не заборавам исто така и малку буковец. Сето тоа убаво зовре, ни се омекна карфиолот, додававме внатре палента, убаво мешавме, направивме една густа палента каде што ја сервиравме на хартија за печење, додававме виршли кои што ги имавме печени на скара внатре и сето тоа убаво го освиткавме во ролна. Потоа оставивме малку да ни се стегне палентата и сековме на парчиња, ставивме во еден тањер за печење, отидаа во арена со малку кашкаво да ни се запечат. Се запекува, додававме кисели краставички и малку кетчуп. Ајде да видиме сега. Пробаме? Малечко парче. Малечко парченце, господи. Чисто да знаете дома каков вкус да очекувате од палентата која што и вие ќе ја подготвите вака. Малку, господи, од се да пробате. Помалку од се. Еве вака. Повелете, дегустирайте и уживајте, господи. Добро, така полесно. Прекрасно. Ви се допаѓа вкусот, господи? Да, супер. На здравје нека ви е, господи. 10+. Ви благодарам многу за оценката, господи. Браво. Тоа беше нашето предјадење за денеска. Одлично предјадење во тимот на пиперките, а сега едно такво убаво предјадење не чека и во тимот на доматите, една убава гибаница. Така, имаме една убава гибаница, мене искрено многу ми се допаѓа. Имавме кори, дамата ми донесе мелено месо и кренски колбас. Од тие намирници направивме на гибаница, каде што најпрво корите ги стуткавме во едно премачкано тавче со масло. На страна смативме 3 јајца, малку кисела павлака и зачини.
и пециво малку, а на страна во тава пропрживме мелено месо со кренски колбас, малку ситно сецкан кромит, една лажица кетчап, исто така и зачини. И што направивме? Како што беа стуткани корите, сипавме најпрво млечната крема која што направивме со јајца и павлака, потоа ставивме мелено месо, потоа повторивме пак со кори, малку масло за јадење, пак кремата млечна од јајца и павлака, мелено месо и отиде во ревна да се пече. На крај добивме еден првов резултат, убава печена гибаница, богата доста на вкус. Сега да видиме како е внатре, дали ни се испекла. А, господи, што мислите вие? Па вака реш изгледа. Убаво, крцка. Очекуваме и внатре да биде убаво се тоа. Да. О, господи, видете. Да. Како е тоа? Претерано О, убаво. браво. О. Сочно, на вистина. Премногу сочно, надвор крцка, внатре сочно. Да. Одлична комбинација. Мадам, повелете, уживајте. Имајте, мислам дека е веќе подоладено Да, малку. оладе. Добре? Да. Поминува? На вкус? Мене слаба точка ми се тестен. Еј, браво, ве погодив денеска. Благодарам многу, да. И гледачите сигурно сум дека се погодени директно во срце од оваа убава идеја, па ќе си подготват нешто и тие, а сега ќе се префрлиме кај тимот на пиперките, каде што шеф Боби имаше свинско филе и си кажа, јас ќе го направам така, во меѓувреме телефонот не го оставил на страна, стига порака, направи го во фолија. А, ти ми кажа Сања да го направам. Да. Сум добро порака. Да, како што побараа гледачите, така и направивме. Направивме нубаво свинско филе, полнето внатре со смеса една со виршла и кашкавал запечено. Најпрви свинското филе го отворивме на средината убаво, малку го истапкавме со чекан за месо, оставивме на скаран и се пече со малку сол, бибер и мешан зачини ленка. Во меѓувреме направивме на смеса од ситно сецкано лукче, кромитче, прашче, убаво го пропрживме со масло за јадење кристал, потоа додадовме внатре виршла една ситно сецкана на коцкички. Откако се пропржи виршлата, додадовме една лажица сенф, додадовме една лажица павлака и малку доматен сос. Сето тоа убаво го запрживме, додадовме малку оригано и целата таа смеса ја ставивме од озгора врз свинското филе. Отиде во хартија за печење, го свиткавме како бомбонче и од озгора додадовме 2 парчиња крави кашкавал да ни се пече. Се печеше варена, во меѓувреме карфиолот кој што го имавме го ставивме во зовриена вода со мешан зачини ленка убаво да ни се обари, потоа го додававме во тава со путер и масло за јаден кристал, малку да ни се пропрши. Крајот сервиравме со и гарниравме со парчиња рузмарин. Имаме ноже, имаме, еве го. Сега ќе видиме како тоа изгледа. Сокот од месото има останато во хартијата внатре. Еве може да видат гледачите. Целиот сок од месото, јас свака ќе го пресечам свинското филе. Вака друг пат имаш подготвувано свинско филе? Не, Сања, прв пат ова го подготвувам. Сега ќе видиме што ќе каже Цвета. Видете како е убаво печено, сочно. Целиот сок од месото има останато внатре. Сечето месото е големо. Големо е? Да. Помалку да се дегустира, па потоа ќе се ужива во јадењето. Да, така. Уште малку да извадам? Да, извади, големо е. Големо е? Вака доволно? Да, така. Ајде малку карфил. Еве малку карфил. Добре. Ете така, буцнете си, господи. Ајде сега да дегустира Цвета, па да ни каже. Сега, што сме направиле, господи? Најубаво. Нешто најубаво што сум пробала во животот. Во животот? Да, многу прекрасно. А значи ќе барате уште? Нема да барам сега, си направ дома. Ќе направите од Браво, господи, тоа ми се допаѓа. Сега имате еден убав рецепт за свинско филе. Да, така. Драго ми е, господи, што ви се допаѓа и дека прв пат пробувате вако вкусно мевце. Јас го обожавам свинското месо, така да. Одлична идеја. Уште една десетка. Ви благодарам, господи, преубави оценки денеска ми дадовте, јас сум многу среќен. Го наполни индексот. Да. Одиме понатаму. Сега во тимот на доматите исто имаме едно интересно главно јадење. Ова е по чие барање?
Исто по барање на гледачите. Боби им вика и гледачите барат ролати. Ајде ролати нека видат. Направивме ролати од мелено месо. Меленото месо кое што ни остана, му дававме ситно сецкан кромит внатре. Ставивме половина јајце, малку брашно внатре и лебни трошки. Го зачинивме со ситно сецкан лук, малку еленка зачин внатре, буковец, додававме бибер и орегано. Се од тоа го замесивме, го одвоивме на две убави топчиња и топчињата ги наполнивме со половина кренски колбас во должина исечено. Така подготвено го ставивме на тава да ни се пече. Да не заборавам, ставив сусам во самата смес. Брокулата која што имавме, ставивме во едно тенџерче со вода, малку еленка зачин да ни се обари, потоа истуривме водата, додававме крем за готвење внатре и оставивме на тиво коган да ни се направат во сос. Значи имаме едни убави ролати во брокула со сос. Ајде да видиме. Оценка каква ќе добие? Ја ги исеков, тие се перфектни, кренскиот колбас е многу убав ароматичен, испушта една убава арома. Ева как исечеме. Да не ви е големо парчето, ќе земеме брокула, која што е перфектно сготвена. Вака. И ќе ви дам да уживате. Као комбинација? 5. Да. И Се допаѓа и мене. здраво со брокула и ова. Така, не е преготвена брокулата, сите хранливи вредности се задржани. Одлично. 10 на квадрат од мене. Ви благодарам. Петки, десетки, собраа највисоките оценки шефовите денес од нивните асистентки. Драго ми е што е навистина така. Сега ќе видиме што за крај ќе добијат како оценка за десертите кои што ги подготвија шеф Боби. Почнете вие со вашиот господјата десерт. направивме еден преубав колач сања од кивите кои што ги имавме и бисквитите. Најпрви господјата кивите ги излупи, ги сецка ситно на коцкички, дадовме малку сок од лимон внатре, потоа измативме сладка павлака, додававме малку карамел, додававме дел од кивите ситно сецкани и направивме еден убав густ цврст крем. Потоа господјата ги сумеле бисквитите во блендер, додававме внатре малку сладка павлака, малку киви, правивме убаво густо тестенце кое што го ставивме во еден калап одоздолу, одозгора дојде кремот убаво, на крајот додадовме киви, свежи ситно сецкани и декорација од карамел. Имаме Многу одличен убаво изгледа. колач, да. Ова цвета сигурно може да го наслика во некоја следна прилика, затоа што изгледа баш убаво. Видете, господја, преубаво изгледа. Уметнички декориран. Малку вака од овде. Вака, повелете, господјо, засладете се и уживајте. Се надевам ќе ви се допадне вкусот. Прекрасен вкус, освежително. Освежително, Кивата, кивата, да. освежително. Нема замена, нема замена. Така, убав зелен десерт како боите на зелените Уште една пипер. 10 имаш. Благодарам, господјо, благодарам многу. Нема потреба да викаме родителска, одлични оценки имате, Мајка не ми правите се радува проблем. сега. Да, ете ви благодарам. А сега да видиме каков десерт тоа подготви шеф Никола од корите кои што ги имаше и останатите намирници кои што Благица денес ги донесе. Ајде може да кажеме една убава богата штрудла направивме денеска. Имавме грейпфрут, цитрон, дамата што ми донесе и наполитанки, мини. Решив во еден калап да ставиме кори, дробени, потоа внатре да го наполниме со еден крем од блендирани наполитанки, со малку сладка павлака внатре додававме кокос и сок од цитрон. Наполнивме една убава голема количина внатре, покривме се тоа со дробени кори, масло, заеден и отиде во редно. Ми остана сок од цитрон, каде што направив? На тава ставивме путер и шекер, направивме еден убав карамел, потоа го додававме сокот од цитрон со малку вода и го згуснавме, направивме еден преубав сос за оваа крцкава штрудла. Како ќе ги искористиш сега сосот? Сега ќе ти покажам сега. Види имаме едно убаво желе, каде што вака, ќе го посипеме, таму кај што е крцкаво ќе омекне. Како баклава го правиш? Да, така, ќе добие еден преубав вкус, самиот десерт и ќе биде уште поубав него што е. Може така? Бога ми многу убаво изгледа. Да, многу внатре крем има. Не знам од кај да сецнам. Ќе се растече. Сочно е, сочно. почна од сите страни да, крем да излегува. омекна тоа, се растопе, лава штрудла имаме денес. Не, ја вака ќе земам од ова крцкавото, со карамел и од кремот внатре. Не, големо господјо. Не, како е меко, само крцкава е кора. Крцкаво, а сочно.
Епте. Да? Многу феноменално. Многу убава комбинација. Ми се допаѓа. Ве благодарам за помошта. Одличен бевте. Браво. Сите би сакале да бидат на местото на нашите асистенти, но не може. Само треба да се пријавите и да дојдете за да видите како е од оваа страна дегустацијата на овие прекрасни јадења. А верувам дека не би сакале да бидете во кожата на нашите колеги зад камерите и овој пат, затоа што тие ќе треба да ни соопштат кој тим е поуспешен. Дали тимот на пиперките, шеф Бобан и неговата асистентка Цвета, или пак поуспешни се тимот на доматите, шеф Никола и Благица. Требаше секако гледачите да гласаат денес за поуспешниот тим, затоа што тие ги нарачаа двете трпези. Но како и да е, колегите го дадоа гласот и одлучија дека денес поуспешни и во Меркур заминува асистентката од тимот на доматите, шеф Никола и Благица. Честитки за вас. Ќе одите во Меркур во автокоманда. Честитки, господја, честитки. Таму имате се што сакате за вашиот дом и за градина. Буквално се имате во Меркур. Да. Тука се и нашите пријатели со подароци за вас. Манастирски локум, направен по традиционален рецепт од Берова, повелете. Благодарам. Кристал, маслото за јадење Еленка Зачина, тој што многу други произведуваат Кристал, повелете. Благодарам. Перфето, ова значи на Перфето, кога ќе сакате да купувате тестенини, не го заборавајте. Одлични тестенини, број 1 на пазар. Ќе пробам. Повелете, господи. Благодарам. Благодарам што бевте мој асистент. Исто и мене. Уште една успешна реализација и во тимот на пиперките. Честитки и благодарност што денес ни бевте во Брза кујна. Цвета, уживајте и понатаму во пензионерските денови, готвејки, цртајки и искористувајќи го секое слободно време. Ви благодариме. Така е, господјо, и тука имаме подароци од нашите пријатели. Манастирски локум направен по традиционален рецепт од Берова. Повелете, господјо. Добро познатото масло за јадење Кристал, Зачина од Еленка и уште многу други производи од Кристал. Повелете. Благодарам. Перфето се број 1 тестенини на пазарот, господјо. Ќе ги пробате. Има неколку форми. Имаме тука и браш Кристал, Зачина од Еленка и уште многу други производи од Кристал. Повелете. Благодарам. Перфето се број 1 тестенини на пазарот, господјо. Ќе ги пробате. Има неколку форми. Имаме тука и брашно и што уште не. Благодарам. Благодарам што бевте мој асистент. А како што завршивме, така и започнуваме во убава атмосфера, насмеани и расположени. Се надам дека и понатаму ќе останете така со програмата на телевизија Сител. Имајте пријатна и убава вечер. Довидување. Чао, чао.